Последниот конфликт на Блискиот Исток ја разбранува светската јавност. Израелската армија се брани од терористите од Хамас кои истрелаа стотици ракети над Телавив. Огромна омраза се шири на социјалните мрежи во Македонија и огромен антисемитизам, поддржан од радикални исламистички структури, но и од политичката партија Левица. Ово утро разговарам со еден човек кој веројатно е единствен експерт во Македонија за Блискиот Исток, човек кој потекнува оттаму, но живее и работи во Македонија. Експерт за безбедност, образуван на запад, на светските универзитети како што е Джорджтаун University. Мој гостин ова утро е Раби Седрек, експерт за Блискиот Исток. Добро утро, Раби, навистина ми е драго што си во нашето студио. Добро утро, благодарам за ова прилика, што може да ја користиме да објасниме малце повеќе за Блиски Исток, може би ќе промени неколку мислење на луѓето што ги мислат тука. Генерално, ние видовме таму дека израелските трупи, односно израелските безбедносни сили, првенствено упаднаа во една џамија, што го предизвика Хамас да го нападне Израел. Потоа Израел врати и сега гледаме огромна виктимизација на социјалните мрежи во оние медиуми кои се поддржани од арапскиот свет. Затоа што ги говориш сите јазици кои се говорат таму, можеш ли да ни објасниш што поточно се случува во Израел во овој момент и во изминатите неколку денови? Прво треба да осудиме секаков тип на насилство што се случува, затоа што не е во ред, посебно во овој месец, што месец Рамадан, каде за 30 дена се одржува се постат луѓето и последните 3-4 дена слават Аид ал-Фитр и во овој момент каде сите припадници на муслиманската вера во светот слават овие 3-4 дена, а во Израел, во муслиманите што живеат таму слават најчесто во првиот најсвето место во исламот, што е Јерусалим, Ал-Акса моск, што е џамијата Ал-Акса што се ви. И секоја година си одржува таму молитвите и славите за овој празник. Ја користим оваа прилика да им честитаме Рамазан на сите муслимани ширум светот и нормално нашите сограѓани во Македонија кои се навистина значаен дел од нашето општество. И таму бидејќи е многу специфично место, исто што се случува во Ал-Акса моск, тоа се случува и во црквата на Resurrection, како се вика на македонски, на Воскресението, бидејќи е исто делена таму меѓу 5 да кажеме сект на христијански групи и секогаш во секој празник, дали кај муслиманите, дали кај христијаните, дали кај евреите се случуваат да кажеме мали како караници или мали такви бели и стигнува до тепање. И тоа се случува и во црква, внатре во црквата, понекогаш во но тоа се случи во џамијата. И се случи во џамијата, случи во црква, се случува секаде, кога има вакво кога има многу гужва, има многу народ. Да, има несогласување на кој ќе влезе прв, кој нема да влезе. Израелската полиција и сега во овој момент гледале дека повеќе од да кажеме бројка на луѓе се имат влезано таму и повеќе од она што и протокол за ковид и така натаму. Да, и за можат да сопрат луѓето да не влезат таму, си влегла таму полицијата и почна да ги сопре луѓе да влезат. И во тој момент имаш овој работи прво на социјал медија, на социјални мрежи одма се прошират. Одреден спин, односно лажни вести дека
полицијата упаѓа во џамијата. И сега ќе се вратиме тука на приказна после тоа што се случува внатре во Јерусалим со конфликтот што го имат за пред месец дена кога изберкале луѓето од нивна дома. Ова приказна нема никаква врска со тоа што се случува прошлата недела и јако многу медиуми го вржуваат ова со ова. Работа генерално во Газа и во Западниот брег е дека од последните избори, каде имат победено организацијата Фатах, што беше тогашната PLO, они се имат под контрола делот од Западниот брег. А делот на Газа, таму го владе Хамас како организација. И секогаш има овој проблем, овај кавгата меѓу Хамас и меѓу Фатх, што секогаш е на сметката на... Да им објасниме на сите слушатели и гледачи на Радио Лидер. Хамас е терористичка, радикално-исламистичка, нели, политичка сила, односно терористичка организација, која со убиства, самоубиствени напади, фрлање на ракети, нели, прави терористички напади. Од друга страна, Фатах е ПЛО, односно поранешните и сегашните палестински власти се работи за секуларна политичка сила која не е цврсто врзана со радикалниот исламизам, и Фатах се залага за two-state solution, односно за да има еврејска држава Израел, но да имаат и да постои палестинска држава. Од друга страна, Хамас, главните протагонисти овде, се залагаат единствено за тоа еврејскиот народ да биде протеран од Израел. Дали сум во право? Да. Со сакам само да коментирам една работа, дека димензијата на конфликтот во Палестина и во Израел стигна до што стигнува денеска, затоа што место да земе политичка димензија се има земено врска, религија, димензија на религија. Так. И да не одиме далеко, да не зборувам за што мислат народите во Балкан, без разлика дали у Македонија или у Србија или во Босна, јас ќе ви кажам што мислат комшиите на Хамас, што мислат за нив. Значи, да почнам со Египет. Египет бидејќи најголемата земја во Блиски Исток и една од да кажеме лидерите на арапскиот свет. Египет прогласи Хамас како терористичка организација. Хамас во последните 20 години бројот на терористички напади што имат направено во Египет, во Сирија и во Либан вкупно е поголем, може 100 пати од тоа што имат направено во Израел. Значи Хамас прави поголем зулум за своите, за арапите, нели палестинците се дел од арапите, одошто за оние кои ги смета за непријатели. И сега беше тоа провоцирано еден период кога владеше Мубарак во Египет, кога има што ова и пак не во ред, затоа што хуманитарската помош не треба да има никаква врска со било каков воен конфликт. И тогаш Мубарак не помагаше палестинските во Газа. Каде во палестинските во Газа не се сите Хамас, се има голем дел мнозинство од Хамас, ама има и малцинство што поддржува Фатх. И во овој период имат направено тунели за да може да влезат во Синај во Египет. Мубарак дојде ги затвора сите тие тунели и они од тогаш имат развивано ваква да кажеме насока кон Египет и бројот, ке зборувам на последните 3 месеци, не последните 20 години, бројот на жртвите во Египет надминаше 340 мртви. Кои се убиени од страна на Хамас. Од страната на Хамас. И Египет ја прогласи како терористичка организација. Сега, Израел го напаѓа, односно се случува тој инцидент во таа џамија која самите нели прокоментиравме и констатиравме дека е минорен настан. Неколку дена подоцна Хамас директно од појасот Газа упатува ракети, колку беа 100, 150, 200, 1500. 1500 ракети кон Израел.
жива среќа што Израел го има тој антиракетен штит, па може, нели, да се спаси. Како реакција на тоа, израелските власти, односно IDF, армијата и пропратните служби реагираат и одговараат во борбата против Хамас. Дали тоа е, како да кажам, фактичката состојба која се случува во овој момент? И сега, кога реков дека нема врска тоа што се случува сега со тоа што се случува пред месец дена, и токму ова го потврдува. Затоа што Хамас кога бараше од Израел за да се сопрат ракетите, они немат барано од нив да излезат од ова населба што се вика Ал-Жаррах населба во Јерусалим, туку имат барано од нив да излезат од Ал-Акса моск. И во овој момент почнале да лансират, да пуштат ракети кон градовите во Израел, и Израел мораше, и тоа една паралелна приказна на Нетањаху, мора да одговори, затоа што они се одговорни на безбедноста на нивниот народ. Во бомбардирањето на Хамас кон Израел, они немат технологијата за да можат да таргетират местата каде има IDF-от, каде има војската или каде има структури, витални структури на Израел. Те практично го напагаат цивилното население. Може не нивната, значи не можам да констатирам дали они сакат да напагаат куки или да сакат да напагаат војни структури, ама бројките на жртвите, они сами зборуваат за тоа. Дека кога имаш жртви арапи, муслимани и христијани во Израел заради ракетите на Хамас, ова значи го прават на еден рандом начин, на еден неорганизиран начин. Што ќе погоди? Да. И целта е само да се направи штета, независно кон кого. Може би они сакат да прават штета со одредени структури, ама немат технологијата ова да го прават, спротивно на Хезбола, што има ваква технологија за да таргетира одредени места, ама во минатите 20 години секоја ракета што излезе од Либан кон Израел падна само во арапските населби. И ова чудната работа, ако имаш ракета што може да стигне до Телавив, ама ти ја пуштиш ракета да стигне до Хајфа, а во Хајфа 70% се арапи што живеат таму. И сега, како се чувствуваат овие арапи што живеат таму кога гледат дека нивниот комши, што би требало да биде поддржувач за нив, и он ги бомбардира од ова страна. Од другата страна, Израел кога одговори на ова, и ова не само доктрината на Израел, туку таа доктрината што ја користат сите земји во Блискиот Исток, зборувам за земји например како Египет, во самата бомбардирањето, како се прави тука полициски час, ама не за корона, зборувам за во другите услови, поентата од тоа, а не седнувањето дома или кога прават евакуација на некој град, поентата од тоа не е самите луѓе да евакуират, поентата е да добрите луѓе да ги тргнеш и да ги оставаш тие што прават проблем. И пак ќе правам паралелка со Египет тука. Египет кога бомбардираше Синај, каде имаше голем население од Хамас во Синај, они пуштеле со хеликоптери лифчиња, каде пишува на нив дека ќе биде бомбардирањето од овој време до овој време. Повикуваме сите деца, сите жени, сите тие да излегуваат, и тие што ќе останат тамо. Истото се случи со Израел. Ние видовме онаква виктимизација класична на седиштето на Ал Џезира, кое било погодено, нели, од ракетите кои ги истрела Израел кон таргетите на Хамас. Но она што јавноста не го знае, јас го слушнав минатата недела лично од портпаролот на израелската армија на еден брифинг на кој присуствува вчера поточно, завчера се извинувам, тоа е дека на сите кои биле во зградата, вклучително и на Ал Џезира, нели, телевизијата која известува, им било кажано дека таму се наоѓа еден од поважните фортификацијски
објекти, односно едно од седиштата на Хамас во истата таа зграда и дека ќе биде зградата гранатирана и дека имаат 45 минути да се евакуираат од таму. Тоа го потврди и Ал Джазира, и затоа нема ниту еден новинар од Ал Джазира кој е починат, односно убиен. Таа порака за евакуација испратена до сите оние кои биле во таа зграда, а не се таргет, односно не се дел од Хамас. Така што, самата таа виктимизација која ја гледаме сега ние на сите медиуми, дека Израел, видете што прават, уништуваат зграда, имат цивилни жртви, се руши со самото тоа што јасно е испратена порака за евакуација и јасно им е кажано на сите тие кои не се таргет да се тргнат од таму. Да, значи они предупредат пред било каков напад. Доктрината нивна не во убиението на човекот, туку на рушењето на местото каде он го користи сега дали за операции за вакви работи. Значи, една од најголемите навики или доктрини што ги користат е да ти го уништи куќата, да не да ти убива како човек ти. Сега, пак осудуваме насилството, затоа што ова е нешто што не може да се компензира, не може да враќаш некој од мртво, ама можеш да ја градиш куќата пак. Дефинитивно, палестинците во Газа се имат едни од најлошите состојби, најлошите ситуации во светот од однос на инфраструктура, вода, струја и сите овие работи. Но исто време, државата таму, што е во Газа, е тотално контролирана од Хамас, како партија, како групата што прогласена како терористичка група од самите арапските земји. Не прогласена како терористичка група од Америка или од некој друг. Арапските земји сами ги... Често се случува Хамас да ги истрелува своите ракети од училишта. Значи, каде што секојдневно има деца. За потоа кога Израел ќе возврати, тие да училишта да бидат погодени и потоа да има еве сега Израел напаѓа деца и гранатира школи. Вакви случаи, барем јас имам 30-тина во изминатите години што сум читал, што сум анализирал. Каква е положбата на, односно злоупотребата на цивилното население од страна на Хамас во Газа? Ова е доктрината нивна. Значи, кога зборувам за доктрината е начинот како да се развиваш во однос на операции, во однос на тактики, како ги водиш, без разлика дали си војска, полиција или армија или милиција или insurgency, затоа што јас би викал поточниот термин insurgency е Хамас. Они се имат ова навика, на разлика од другите групи радикални во Блиски Исток, дека користат деца како human shields. Значи се криеш позади деца или позади луѓе, и токму заради тоа паѓат жртви од луѓето што се како се вика civilians, што не се војни луѓе, не се војници, и тука добиваш ова што е солидарноста или како сега симпатијата ја добиваш. Јас еве еден експеримент, можете да гледате социјалните мрежи во земјите што се околу Газа и гледате како луѓе коментират. Египет што ја прогласија како терористичка организација, има пуштено за нив и нафта, и вода, и доктори, и брзи помош коли, и сето тоа, но исто време ти ви кажува, не благодарам, еве, ние ви даваме тоа за да може да спасиме толку што може да спасиме, ама ние не учествуваме во тоа. Значи, сите земји во Блиски Исток веќе се потрошени повеќе од 70 години на ова кауза, стигнале до тоа што стигнале за да може да обезбедат решение на две држави тамо во Израел и да биде израелска држава и палестинската држава. Фатах, што беше да ПЛО од времето. Тоа е, нели, движењето на Јасер Арафат. На Јасер Арафат. Они се поддржат
таков решение. Сега тука не навлегувам јас политички што се случи во преговорите меѓу нив, а легитимниот представник на палестинскиот народ е ФАТХ како организација. Хамас во тој момент сака да, затоа што и ФАТХ се, мислам дека 15 години се на власт таму, и овој време е исто почна да, знаете, кога 15 години на власта не напредуваш, луѓето не гледат резултати, и тука беше приликата на Хамас да кажеме да го освои луѓето во улицата и обичниот народ во западниот брег, за да доби поддршка на ова. Една од моите омилени книги е The Son of Hamas, односно синот на Хамас, напишано од Саид Хасан Јусуф, син на Мосев или Мосеб. Сега, не се сеќавам Хасан Јусуф, тој е поранешен лидер токму на Хамас. Самиот Саид е човек кој доаѓа токму од улицата, од појасот Газа, и е како млад човек регрутиран во Хамас. Но со текот на времето гледа дека таа организација е најштетна за неговиот народ, дека ги злоупотребува цивилите во појасот Газа и дека практично ненормалниот живот за палестинците го носи токму Хамас. Соочен со ова, тој самиот одлучува, пристапува и почнува да работи за Шабак, односно за Шимбет, би дошло на англиски јазик. Тоа е израелската внатрешна тајна служба, на која и дава информации за Хамас, и сакајќи не да победи Израел, сакајќи да ги заштити цивилите од појасот Газа. Тоа го работи едно 15 години, пошто ја напушта целата служба и се упатува кон Америка, каде до ден денес живее. Овој човек, Хасан Јусуф, овој млад човек, до ден денес секојдневно можеме да го видиме на социјалните мрежи, на YouTube, по интервјуа по телевизија, како го поддржува Израел. И практично говори дека најголем непријател на палестинскиот народ е токму Хамас. Вака, он ова неговата, да кажеме, мислење за ова, никој не може да знае што се случува внатре во Хамас, затоа што малце сме далеко од сега зборувам за обичниот народ кога пишува на социјални мрежи или кога дава мислење или тоа. Хасан Јусуф работеше за израелските служби многу долги години, а еден од условите негови во таа соработката е да не си убива ниту еден палестинец. Сега мислам дека треба да се признава на човекот условите што има поставено за ваков тип на соработката. Значи му беше един услов да не се убива ниту еден палестинец. И во овој случај Израел има договорено со него и секој да кажеме еден од тие што беат wanted барани од страната на полиција беат фатени, уапсени, ама никој не беше убиен, екзекутиран. Да, дури во уапсението на сега одредени број на луѓето што он има пријавено, дури имаше многу, знаете како омраза кон него од самиот палестинскиот народ, иако може народот внатре во себе разбира ова работа, ама не може јавно да изразува ваква работа, затоа што ќе биде considered, ќе биде рачунат како трейтор за каузата. Израел возвраќа, да се вратиме на нашата тема, Израел возвраќа на овие напади и веднаш, оркестрирано, низ целата планета, гледаме илјадници текстови, статии против Израел, против ционизмот, гледаме, како да кажам, ширење на говор на омраз и класичен антисемитизам, само затоа што Израел си ја брани својата територија, односно ги брани своите граѓани од ракетите на Хамас. Зошто се случува ова? Од каде доаѓа цела оваа пропаганда која дури и во Македонија сме сведоци и секојдневно ја гледаме?
Добро, Македонија, сега ќе ја спомнеме малце после. Прво за ова, да кажеме, пак зависи каде читате вести. Значи и медиумите се сите таму и социјалните мрежи баест на двете. Значи секогаш има една насока за да се пишува против една тема или за една тема, зависно од каде ги гледаш работите. Хамас, ја тука сакам да се вратам малце назад за да објаснам на луѓето што е таа разлика, затоа што многу луѓе мислат дека тамо е едно место или една земја. Значи, тамо, овој место, што денеска се вика Израел, нема допирна точка со западниот брег, ниту со Газа. Значи, треба да биде јасно дека овие 20.000 километри квадрати што се зборува за нив, Газа и западниот брег и источната Јерусалем не се во нив. Значи, не се во нив. Западниот брег беше под Јордан. Не зборувам за пред 200-300 години, зборувам до 67. Газа беше под администрација на Египет. Израел, што ја знаеме денеска како Израел, евреите што се значи... Да, има една пропаганда дека евреите во 47-та година, кога е основан Израел, некој ги телепортирал таму, ги однел, и евреите ја заземале таа држава, таму претходно постоела Палестина и ја земале евреите државата од Палестина и сега градат своја ционистичка држава. Ова тврдење е она во што многумина кои еви во моментов не слушаат, навистина веруваат дека е така. Која е реалната ситуација? Јас ја знам, но еве да им ја кажеме на слушателите. Реалната ситуација дека евреите се вера, не е нација. Има евреи во Ирак, има евреи во Либан, во Сирија, во Јордан, во Египет, во сите земји има евреи. Евреи црнци. Како во Етиопија. Ама ова е приказно сега да фокусирам на Блиски Исток. И имаше евреи секаде што живееле векови со муслиманите и со христијаните без никаков проблем. Евреите што живеат во Блиски Исток, тие се источни евреи, зборуваат арапски јазик. Значи нивниот Нив ги нарекуваат мизрахи. Да. Како нашата пратеничка Рашела. Мизрахим. Мизрахим. Они фактички зборуваат арапски. Значи, они се родени зборуваат арапски. Зборувам за пред многу години. Исто како во Египет што зборуваат египетски, тие што се во Либан зборуваат либански и така натаму. Доаѓањето на евреите во овој дел од светот, што тогаш во 1000, сега не сакам да се вратам многу назад во историјата, евреите беат многу терани да излегуваат надвор од држави како Шпанија, како Франција, како Англија, за причината, значи христијаните не сакат тоа приказна дека христијани изберкале евреите од овие земји, тоа не беше заради дека евреите имат обиено Исус. Тоа беше заради евреите што имале одредени привилегии за заработува, што е тоа дозволено во верата кај нив, за да работат со пари како банкарскиот систем, со камата, да бидат каматари. Во тој момент кога црквата не можеше... Истиот се случајот не само во католичкиот, односно во христијанскиот свет. Истиот е случај во муслиманскиот свет, каде што буквално отоманскиот цар им дозволува на евреите да живеат и да се бават токму со тоа. Токму со тоа. И сега имаш дел што беше во Шпанија, дел што беше во Англија, дел што беше во Франција и почнат самата држави што беат под контролата на црква да ги избрка. И почнале да одат таму. Јас зборам во 1882. Имаше пред тоа, значи во 1882 тоа ја рачунат како првата миграција на на евреите што не припаѓаат на Блиски Исток. Што не се од таму, туку се евреи од Европа или од другите места и тие се враќаат нели во ветената земја која според Тората, според нивната книга им припаѓа токму на евреите. Која тогаш беше под Отоманската империја. Беше под отоманците. Она што исто така вистина е и дека арабите, односно палестинците, не се домицилно население на таа територија, туку се донесени таму директно од Отоманската империја. И за како се вика, за да бидам коректен,
ке препоставуваме дека они беа таму. Сакав да ви стигнам само на една точка, многу ми е битна, дека во моментот кога Европа изберка евреите од Европа за да одат во тогашната Палестина, затоа што тој што дава името Палестина на овој дел беат романците, the Romans. Римјаните, мислам. Римјаните. Да, имаме тука малку затоа што македонскиот јазик не ви е мајчин јазик, да. па Да. И во 1909, значи еве до 1909 имат евреите купено од Отоманската империја државно земјиште во вредноста на оприлика 400.000 доном. Ова исторички факт може да се врати на ова. Во моментот кога тогаш Отоманската империја прифатија типот на бизнес на евреите таму, каде и другите што живееле таму, да што таму живееле луѓето од Левант, каде има од Левант имате сите што живеат во делот на Сирија, на Либан, на Израел, на Палестина, на Синај, на сето тоа се вика Левант, како источен народот. Во 1909 они сакале да формират, ова беше пред да се заврши првата светска војна, да имат своја нација таму, да имат својата држава. Тоа е идејата таму. на Теодор Херцел. Тоа е идејата негова и врз основа на оваа идеја и он почна да промовира, значи и они на нивната страна имаше исто многу, да кажеме, не Различни ставови работи. До ден денес, например, во Њу Јорк има цели гета кои се против Израел, а живеат евреи, сметаат дека евреите не треба да имаат своја земја. Коректни, мора да се спомнува дека имаше исто голем дел од евреите што беат форсирани да одат таму во Израел, што они не сакат да одат во Израел, ама промовирале. Па кој би одел од Германија во онаа пустина онде? Да. Мислам да бидеме вака. Беше или од Полска. На некоја цел што беше зионистичка и затоа треба да се разликува меѓу нешто што е зионистичко, израелско и еврејско, се три различни работи. Израел е една држава каде официјални јазик таму е еврејскиот јазик, е арапскиот јазик како официјален јазик, како двојазичност, значи официјално во земја каде имат 20% муслимани, каде имат муслимани, христијани, каде имат друзи, сите живеат. И тука е моментот на збуната, кога човек се збуни како има муслимани во Израел. Има муслимани во Израел, има 2 милиони. Сунити во Израел, има шиити во Израел, има друзи во Израел, има католици, има православи. Кои се лојални граѓани на државата Израел и немаат никаков проблем и никој не ги таргетира поради нивното потекло, нивната вера и така натаму. И така натаму. Исто како во и западниот брег, имаш и самаританите таму што живеат, има евреи што живеат во, не зборувам за тие колонии, јас зборувам за луѓето што живеат таму од одамна во западниот брег, се палестинците они се рачунат како палестинците, ама со еврејска вера, што не се отишле во Израел да живеат, да станат граѓани на Израел. Така да мора да се исто да спомнеме дека во 1919 имаше еден договор, го викат Фајсал Вајзмен договор. Ова беше меѓу Хаим Вајзмен, што беше представник на, да кажеме, беше зајонист лидер, и Хусейн Ал-Хашими, што беше кралот на Саудиска Арабија, каде он има договорено со него да се основа една комјунити или една држава, каде ќе биде држава на евреите во Палестина. И тоа беше со согласноста на еден султан што се вика Абдулхамид вториот. Значи, инаку еден од најголемите протагонисти на оваа идеја во младотурскиот парламент, односно во Отоманскиот парламент, е Димитар Влахов, револуционер од Кукуш, македонец, човек кој го представува континуитетот на историската македонска револуционерна организација со комунистичкото движење, човекот кој практично го ослободува Скопје во Втората светска војна, веќе како стар командант партизански, а во младоста е од градот на Гоце Делчев и е дел од македонската револуционерна организација.
Димитар Влахов, големиот македонски револуционер, е првиот човек кој во Отоманската империја го отвара прашањето за создавање на државата Израел. До ден денеска во Израел него навистина го почитуваат и го споменуваат неговото име. И ова некако подтврдува ова, затоа што ова што ви изборувам, тие се исторички факти, може да се врати на нив. Значи има договор на хартијата дека самите арапи, они имат создадено Израел како прва еврејска држава во срцето на арапскиот свет, каде, ако треба да кажеме кој е крив за тоа, е Турција и Отоманската империја тогашната и Саудиската Арабија. Иако денешна Турција и денешна Саудиска Арабија имаат сосем различен однос кон Израел во однос на тоа што имале тогаш. Да. И после тоа во 1919 имаше договорот меѓу Хаим Уајзмен и Хосен Ал-Хашими, што беше кралот на Ал-Хиджаз, тогаш Саудиската Арабија. И од тогаш почна масовната да кажеме преселба, каде сите се враќаат таму, да каде дел од нив беше доброволно сакале луѓе да одат, сега бегајки од времето на Втората светска војна, имаше тој што беат како протерани да одат. Исто имаше големи протерувања за време на Сталин. Да. Огромни, па дури во Израел има и огромна, негде мислам дека беа 400-500 луѓе кои говорат руски јазик и не ни знаат еврејски јазик, а не ни се ни евреи, туку се протерани од Русија таму. Да. И кога таму почнале да работат, да се основа државата во 48, пред тоа во 37 почна, да кажеме во 37 точно првиот, да кажеме, воен или паравоен конфликт меѓу арапите и евреите таму. Но да не зборуваме многу за ова, се стигнало после да се договарат за да се дели земјата 50 и 50. Каде имаше land swap. И ова исто исторички факт подврден. Размена на земја. Размена на земја, што тоа подврдено во архивите во Турција до ден денеска, во Египет, во Сирија посебно, затоа што и Сирија големо беше, да кажеме, влијанието е една од земјите што имат абсорбирано и земено многу бегалци од Палестина, што имат оттишло. И сега они оттишле од таму, сега или дека беше тешко на нив да живеат со различен народ, бидејќи они арапите таму немат проблем со евреите од Блискиот Исток што зборуваат истиот јазик, затоа што сето овој место беше отворено. Значи вие можете да возите кола од Латкија во Сирија, да возите низ Либан, да одите во Израел, да одите во Јерусалем, да одите во делот на Ал-Накбе, тоа што во јужна таму под Газа доле, па да се вратите назад. Тоа беше се отворено. Се збореле истиот јазик. И сега луѓето може не се согласија да живеат со нив, и тука не кажувам дека немаше многу и тензии и да кажеме силна протерување на тоа, ама беше направено land swap и Сирија, една земја што има најголеми докази пишувани како договорите, како беше направено тој land swap. Land swap значи размена, да дојде евреи да каже дека јас ќе давам овој дел што во, да кажам, западниот брег ќе го давам на палестинците и јас ќе се преселам во еврејскиот дел, и евреите што живеат и кажат ќе давам обратно. И арапите што живеат во овој дел и кажат дека ќе даваме. Те најголемиот доказ на тоа бројот на муслимани што живеат во сегашната Израел и бројот на палестинците што се надвор од Израел од да кажеме од тогаш. Седрек, да се вратиме на денешноста. Значи, очигледно е дека онаа теорија, по ова се што кажавме досега, дека онаа теорија, дека евреите се телепортирале таму и без да имаат право на таа земја, ја земале таа земја и ја окупирале, очигледно дека се работи за една обична пропагандна лага. Евреите имаат право на таа земја исто толку колку што имаат право и палестинците, исто толку колку што имаат право либанците на Либан или египјаните, односно арапите од Египет на Египет. Прашањето е следно. Прашањето е како од една таква ситуација на една суверена држава која е формирана 47, еве, кога веќе
има толку големи македонци кои се против Израел, само да им посочам дека тоа е само 2 години по официјалното формирање на Република Македонија како дел од СФРЈ. Израел има право да биде држава, исто колку што имаме право и ние, како Македонија. Израел има право на свој суверенитет, исто колку што имаме право и ние, и Израел окупира туѓа територија, исто толку колку што окупираме и ние. Тоест, воопшто. Но, она што се наметнува е како тоа, ова агресивна пропаганда, ова сатанизирање на Израел, постојано го слушаме. Секогаш кога ќе се истрела одредена ракета од едната или од другата страна, секогаш кога ќе случи убиство или што и да се случи. Од каде доаѓа оваа пропаганда? Кој е оној кој кој насилно сака да создаде проблем таму, а со сето тоа е да го измести светот? И сега, кој има тука многу фактори. Значи, прво, еве да тргнеме од самото Израел, да не цело време да кажеме дека еве ови. Во Израел се има избори, се има обиде за формирање на влада. Се има секогаш, например, премиерот, било каков премиер во светот, значи ова е една од навиките во земјите не само во Блиски Исток и во Европа, како тоа што се случи со миграцијата, да креираш некој виртуелен опасноста, да исплашиш луѓето со тоа, па сите луѓе ќе трчат да бидат под твојот чадор, да можеш ти да ги браниш по тоа и така да можеш да стигнеш на некоја. Еден од виновниците според вас е Израел. Односно, нивните политичари. Не, пак ви изборите за пропагандата што се случува против Израел, не може да биде Израел против таа пропаганда. Да ви објаснам кој е крајниот корисник. Секогаш за да знаеме од каде доаѓа проблемот, треба да бараме кој на крај ќе користи ова. И се, од другата страна, зошто лидери на Фатах се имат осудено тоа што се случува, цел свет осудува насилството, никој не е за насилството, и јас го видов и го живеев со моите очи, не сакам насилство и не сакам тоа да се повторува факт. Тие што се празни муабити на социјалните мрежи, што зборуваат за насилството и за војна, за веја работи поима немат, бидејќи не се биле нито во еден воен конфликт, така да не знаат што е последиците на тоа, што на кратко би сакал, штом сум на лайв да го кажам, значи кога ќе имате војна, да кажам 5 години само, нема зборам војна с 20 години, во едно место, значи тие 5 години, значи нема да имате забари, заболекар, нема да имаш инженер, нема да имаш доктор, нема да имаш учењето, нема да имаш студенти, нема да имаш инфраструктура, нема да имаш семафор, и ќе уништиш цела генерација само заради 5 години војна, така да никој не сака војна, луѓето сакат да живеат. И сега гледам дека Хамас тоа го користи во социјалните мрежи, и сега Хамас се припаѓа во идеологијата на браќа муслимани, идеологијата на браќа муслимани, односно на исламското братство, кој потекнува од Египет. Кој потекнува од Египет, и мислам дека луѓе виделе во Блиски Исток целосно од тргнувањето од Египет до Саудиска Арабија, до Бахрейн, протестите што беа тамо, во Тунис, во Алгер, во Мороко, во многу земји во Блиски Исток, видовме каква агенда оние имат. И сега Египет прогласи ова организација како терористичка организација. Сирија прогласи исто. Не сакам да влегувам во Сирија затоа што само што излезени од еден конфликт таму. Саудиска Арабија исто, гледаш дека сите арапските земји си имаш овој став. Овој став не дека се плашат да избегат од власта, обратно. Египет 4-5 години беше под владата на муслиманско братство, беше, и видоме резултатот на тоа. Што се случи? Многу крв, многу убиени христијани од страна на властите во Египет, видовме крвопролевање огромно, па се врати Саси и некако работите повторно се вратија под контрола. Да, така да гледате дека крај корисник на ова е самата Хамас, што сака прво да или на светско ниво радикалниот ислам. Прво сакам да кажам на Хамас дека сака да влече вниманието на палестинците во западниот брег дека нема да имат решение за ова кауза преко Фатх, току едината решение е преко Хамас. И сега, зошто Хамас во последните 20 години ништо не направила против Израел? Значи, не ли се прашаме? Се прашаме, ако сите тие земји во Блиски Исток, сите што се случи во последните 15 години, дали се од ISIS, дали се од другите групи, зошто ниту еден напад се случува во Израел? Зошто сите напади се случува во муслимански земји?
Зошто сите жртви и умрени, сите се муслимани, не се христијани. Значи да кажеме Си една мала убиваат фракција. своите, прикажувајќи една... И сега имаш, како се викат, во Египет една група радикална се вика Ансар Бейтел Макдес, поддржувачите на Ал-Акса моск. Сега границите се отворени. Зошто не се одат се земат нивните оружји да се одат да војуват таму, например? Значи, ови се сите, да кажеме, пропаганда, лажни изјави, лажни работи за да се стигне до политички цел. Која е улогата на Турција во се ова? Гледаме дека Реджеп Тајип Ердоган, авторитарниот лидер на Турција, е прилично радикален во однос на овие случувања и постојано се заканува. Дали по социјалните мрежи, дали во медиумите, постојано испраќа закани дека тој доколку Израел возврати, тој ќе го нападне, нормално не ги реализира, но зошто Турција, откаде потребата Турција да се наметнува во овој конфликт? Турција беше до Првата светска војна беше лидерот на сите, да кажеме, арапски земји. Од Првата светска војна до денеска изгуби незина улога. Не до денеска, да кажам пред 10 години, изгуби незина улога во целиот арапскиот свет. Никој веќе не почитува Турција. Пред 10-12 години, кога Ердоган работеше на економијата, работеше на индустрија, работеше и го дигал нивото на Турција на повисок ниво, тука почна да работи за да ја враќа влијанието на Турција во Блиски Исток или меѓу арапскиот свет. Но гледа дека има контрадикторни изјави од страната на Турција, што никој до денеска не може да го разбира. Излезе Турција, осудува договорот на нормализација меѓу Имаратите и Израел, што се случува во 2019 или 2020. Да, под притисок на Доналд Трамп, председателот на САД, кој Обединетите арапски емирати и Израел ги натера, ги седна да потпишат мировен договор, да се признаат меѓу себе, направија летови секој ден Тел Авив, Дубај, Тел Авив, Абу Даби и едноставно двете земји конечно почнаа и воспоставија дипломатски односи. И тоа што не можем јас да го разберам, како он усуди ваков тип на договор како нормализација, а исто време он има направено истиот договор во 2016. И тоа е промената со Израел. Значи Реджеп Тајип Ердоган смее да има таков договор со Израел, а Емиратите не смеат. Ви кажам на каков коментар има добиено. Првата земја исто Јордан. Јордан има направено исто договор на нормализацијата со Израел. Сите нарекувале Јордан дека е трейтор, дека земја предавник земја. Сите ја кажат дека овај земја е предавник земја. Но после 40 години сега почнат да гледат луѓето како дека беат сите грешка, дека целтата да се живее сите во мир, да се напредува овој дел за да оди напред. Пак не сум да зборувам за сега што има скриено се случува. Улога Турција може да има многу конструктивна улога во ова, но зошто едине медиатори што беат нудени да решат проблемот меѓу Израел и Хамас беат од Египет само? Зошто Турција до ден денеска не е направила никаква улога да се смири работата таму? Не, Турција праќа оружје. Факт. Факт. Докажан во многу наврати дека Турција практично е земјата која го поддржува Хамас и земјата која го, како да кажам, го охрабрува тероризмот. Можевме да го видиме тоа со бродот Мави Мармара, на кој имаше и македонци, испратени од Турција. Македонци кои буквално се тепаа со израелската армија. Еден од нив е Јасмин Реджепи и денес е државен функционер во оваа земја. Терорист. Во која година? Мислам дека беше 2008, ако не се лажам, Мави Мармара. Не, видите, јас почнам да следам тоа точно што се случува меѓу Балкан и Македонија, може да кажеме од 2014. Пред тоа настаните што беа врзани со Блиски Исток не беше, да кажеме, под обсервација или беше тема или предмет на анализа, но дефинитивно
Турција има во времето пред да кажеме да се сопре операциите на ИСИС во Блиски Исток, имаше огромен дел од бегалци што оделе тамо, што отвориле фирми. Тогаш немале закон што може да за потекло за пари, за контролата од каде пари доаѓаат и каде одат. И сега по основањето на овој, да кажем, закон се регулираше овој дел и можеме да кажеме дека денеска законски они имат алатка каде може да знаат финансирањето на вакви групи од каде доаѓа и каде да оди. Ми беше коментарот за Турција дека можеше да земе голема улога од ова што сега го прави, место да ја вземат другите, да кажеме. Во Македонија политичарите имаа реакции на овие случувања кои практично нели го потресува целиот свет. Да речеме, премиерот Зоран Заев имаше една млака изјава, па тој ги советуваше израелците и палестинците да седнеле и да направат диалог. Израелците и палестинците веќе имаат диалог, со Фатах постои диалог, со ПЛО постои диалог, значи неписмениот Заев практично му сугерираше на Израел да спроведе диалог со Хамас, односно со терористичка организација која прави самоубиствени напади. Тоа е, јас би рекол, навреда за Израел, да им кажеш ти преговарајте со оние кои ви се разнесуваат во возови, ви фрлаат ракети над вашите жени и деца. Од друга страна, лидерот на опозицијата, господинот Христијан Мицкоски, имаше навистина една цврст став во поддршка на Израел. Но цврстиот став во поддршка на Израел, кој го имаше Мицкоски, налета на огромен говор на омраза на социјалните мрежи, при што беше објавено дека тој добил стотици закани само затоа што го поддржал Израел. Зошто се случува ова, Раби? Ми сега, јас стварно не можам да знам што е логиката позади реакцијата на народот на социјалните мрежи спрема премиерот или спрема лидерот на опозицијата, но тука има дека сите се согласуваат дека се против насилството. Прво сакам да кажам како препорака, е убаво кога има тема што ние не ја разбираме убаво, да земеме некој што ја разбира убаво. Нека ми се јави мене Заев, па ќе му кажам како тоа он може да преговара, да бара диалог со Хамас. Што може да советуваат и што може да објаснуваат што значи ова, што значи Палестина, што значи Израел. Зошто? Затоа што генералната слика што ја имат во Балкан за овој дел таму од светот, тогаш беше поддржана палестинската страна, без разлика на кој беше во право, чисто за да биде спротивно на империализмот од Запад. Значи, тоа беше југословенската теза. Да. Но пак ќе се вратиме. И еве ова е порака до Димитар Апасиев, големиот поддржувач на Југославија. Југославија не го поддржуваше Хамас. Так. Југославија го поддржуваше Фатах, односно ПЛО. Организација која и денес е против ова што го прави Хамас. Така што неговите протести на плоштадот Македонија се апсурдни и глупави. И немаат никаква врска со Југославија. Видите, имате вие, да кажам, пак не сакам да вратам назад. Но не можам безумието и неписменоста на луѓето да ја прифатам. Раби, ме разбирате? Ве правам еден пример, еве една недела стар, значи ова нешто што е старо 2-3 дена пред да се почнуваат овие работи, од едни израелци што се водат бизнес, се работат бизнес, што немаат допирна точка со политиката, што тогаш се бара партнерство за еден проект да се прави таму, меѓу исто западниот брег и тоа. И они сами кажале, не, јас со овие евреи не сакам да работам. Значи, пак, ставовите се сите одат около десни ориентирани ставови, леви ориентирани ставови. Конфликтот таму земе верска димензија, не земе димензија на десно и лево, земеше димензија religious dimension. Во односот Фатах Израел имаме лево-десно, но во односот Хамас Израел
имаш религиска Има dimenzија. само религијската. Сега, за да може да прошери ова во Блиски Исток и во сите земји, мораше да земеше religious dimension. Затоа што ако се прошери по политичката димензија, ништо нема да се добива. Затоа што по политичката димензија сите имат направено договори за мир со Израел. Сите учествуваат во преговорите што се случуваат меѓу легитимниот представник на палестинскиот народ, што е ФАТХ организацијата, и меѓувреме некој не Но од каде комуницира извира ова со Хамас. омраза да се вратиме во Македонија? Еве Мицковски, јас имам еден статус дека сум присуствувал на брифинг на IDF, Министерството за надворешни работи на Израел и на полицијата израелска, каде што овие три институции повика околу 120 новинари од целиот свет на Zoom и ни објаснуваа како стојат работите. Со самото тоа што го објавив тоа, добив 15-20 пораки со свињо, ќе те убиеме, ова ќе ти направиме, вака ќе ти направиме. Само поради тоа што сум бил на брифинг на израелските власти. Еве сега ќе ви прочитам и еден коментар на ова видео. Некаков безумен Бобан Гаврилов вели: "Момче, ти навиваш за евреите, земаш крвави пари од LGBT Америка за тоа. Треба да се срами што со софистицирани оружја се убиваат жени и деца, неточно, затворени во логори и територии што не можат да ги напуштат. Повторно неточно. Евреите се најголемо светско зло." Вели: "Ади бил во право, мислејќи на Адолф Хитлер. Ова се случува во Македонија. Некој го реинкернира Адолф Хитлер. Овде ќе престанам, од овде треба да преземат институциите. Затоа што се работи за случај каде што буквално се изнесуваат 5 лаги и се лепат, и на тие 5 лаги се лепи израелско знаме, односно тоа со модерен речник се нарекува антисемитизам." Видите, јас стварно мора овие работи да бидат многу, луѓето да бидат многу објективни. Значи не може овој начин што се случи секој ден, посебно тука, со шерувањето на слика без изворна вести или без... Еве, ќе ви кажам, експеримент направете го сега, можете слободно да влезете на медиумите, може да го прави сите што слушат, да влезат, да пишуваат на Google на македонски медиумите од Рамала. Значи медиумите на Рамала, листа на медиумите што се во западниот брег. Направите транслет од македонски на арапскиот јазик. Направите копи на тоа што ве во арапскиот јазик, направите го пейст на Google и ќе ви одворат 20 медиуми од Палестина за тоа што вестината што се случува. Отворите го на Google Chrome, направите right click translate, преведи и ќе го предава на македонскиот јазик и ќе можете да читате од оригиналните извори тоа што се случува таму на македонскиот јазик. Тоа што се случува таму нема никаква врска, и тоа што они од таму го говорат, палестинците што го говорат, нема никаква врска ниту со она што го говори Димитар Апасиев во оваа земја, ниту со она што го говорат радикалните исламисти во оваа земја. Пак, ја на Димитар Апасиев, он видов на него пост на Facebook, ама не пишуваше како се поддржувам Палестина, беше поддржувам Хамас. Во ова, например. Он, мислам дека и сигурно он сакаше да кажува дека поддржува Палестина. Не мислеше тогаш дека Да, но нека провери што поддржува. Хамас е терористичка организација, што не само прогласена како терористичка организација од западните земји, туку прво и пред се прогласена од сопствениот народ и од арапските земји сите дека Хамас е терористичка организација, што Хамас е одговорна на убиство, ви кажам, последните 2 месеци на 340 луѓе. Не е лицемерно, истиот тој Димитар Апасиев во Македонија се бори. Јас навистина го почитувам како политичар. Немам ништо против. И сметам дека во однос на македонските национални интереси, во однос на се Димитар Апасиев е навистина окей политичар. Поособено и во оној пиар пристап на настанот и се. Но не може некои работи туку така да се земаат паушално. Еве ќе ви кажам уште еден пример. Левица од една страна се бори против постоењето на Израел, од друга страна во Македонија, внимавајте, се против двојазичност. Сега таму се за двојазичност, а овде се против двојазичност. Одлучете се што се. Или на некоја туѓа територија
ќе им дадеме, ќе навиваме за тоа малцинството да има двојазичност, што веќе го има инаку во Израел, тоа е цивилизацијска придобивка на таа земја, а овде ќе бидеме против тоа. Треба да се одлучат за што се, дали се левица, дали се десница, дали се конзервативци, дали се прогресивци. Но ова е една од работите, што пак Македонија е многу чудно како тука и во Балкан изразот е дефиницијата на десно и на лево и сосема, да кажеме, малку ја гледаме многу грешна, да кажеме, дефинирана, затоа што ако гледате од страната на таму во Блиски Исток, ќе гледате дека Хамас е десна ориентирана партија. Фатх е повеќе лево ориентирана партија. А ќе гледате дека во Израел десната ориентирана партија повеќе сака да соработува со левата ориентирана партија од палестинската страна. И сега, кој е десничар е десничар. Ако некој кажува дека јас сум десничар, поддржувам десни ориентирани идеи, идеолошки или како се вика принципи, тогаш треба да има сосема разбирање на спротивната страна што исто десна ориентирана. Тука кажувам дека треба да има разбирање, не треба да. И треба да има разбирање на тие што имат исто десни ориентирани, бидејќи двајсата се десни ориентирани. Но ова тука е обратно, бидејќи ако сега вие спомнете за левица, значи левица на кај повеќе лева страна. Не потреба на луѓето Хамас е да бидат против постоење на Израел. Политичка партија во Македонија да биде против постоењето на Израел. Што ни сгрешил нас Израел? Не видите, он може да биде да поддржува Палестина, но не може да се поддржува терористичка група. И сега работава за дали поддржувањето или не поддржувањето на Израел или на палестинскиот народ. Ова може човек да има став во ова работа. Значи, ако гледате, например, голем дел во Косово поддржува Израел, например. Не знам дали сте во тек на тоа. Се имат истото и во Албанија признавано. Да. И сега не може. Сега ова во Косово кога признава Израел или Израел признаваше Косово и почнале да соработуваат заедно во овој дел. И јас од тука не можам да знам дали се 50% од народот во Косово или 70% или 90% поддржува ваква одлука на влада, но не може да бидеш да припаѓаш на една група или на политичка партија, каде лидерот на политичката партија има одреден став, ама народот што го следи има различен став. Седрек, ти си безбедносен аналитичар. Она што ме интересира е од каде е изворот на овој нов антисемитизам кој буквално го гледам насекаде во Македонија на социјалните мрежи. Од каде е изворот? Што извира? Од каде доаѓа таа пропаганда? Знаете, тоа е буквално испрани мозоци, читам секојдневно сегде. Видите, тука пак треба да спомнеме тоа што беше во еден последна семинар што беше одржан од Институтот за безбедносни истражување, каде сме давале податоци со многу битни податоци врзани околу инволвирањето на Балкан во ова што се случува во Блиски Исток. И сега знаете како се вика кога самиот оган храни себе, сам себе. Значи нема никој што позади него што го храни. Каузата, палестинската кауза, што велат палестинците дека беше продадена во 47 па после беше заборавана кога почнале арапските земји да прават вакви говори на нормализација со Израел. Сакав да ви кажам дека народите во Блиски Исток се од ваков тип. Државата кога исклучува договор со Израел, она не го објави тоа на медиумите. Значи се случува дека го објави на еден медиум и во едно мало параграф вака, народот не го гледа. Народот, што е малце
поспецифичен, сам по себе му гори ова работа, затоа што има предземено ова што реков врска димензија. Коригирайте ме ако грешам. Верска димензија. И сега, врската димензија немате потреба од ништо, она сама се храни себе. Значи, се што е врзано со религија, он сам себе... Некој од Лабуништа мисли дека неговиот брат во Палестина е жртва затоа што е муслиман и се бори за него. Сега разликата е што тој во Палестина својата битка за својот живот воопшто не ја доживува онака како што ја доживува будалава од Лабуништа. Од една единствена разлика, затоа што тој во Палестина се бори за нешто сосем друго од она за што овој во Лабуништа мисли дека тој се бори. Тој се бори за достоинствен живот, за, како што самите велат, за two-state solution. Да, ама пак ова е зависно од медиумите што пренесуваат овие работи. Затоа пак кажувам дека нека влезат, нека направат Google Translate, нека одат да гледат изворите тамо. Палестински, од на арапски пишувано, од домицилни новинари, од домицилни луѓе. Дефинитивно. Од нив, не од Израел. И тука малку обвинувам македонските медиуми, што македонските медиуми не превзема овој дел да го пренесе на народот тука. Значи, стварно треба да се биде малце објективно. Треба да го гледате работата на страна, затоа што во Балкан вие сте на страна, не сте дел од тој конфликт што се случува, и медиумите да почнува да пренесува. Еве, ова од десна, од ова страна, што, например, страната на Хамас, страната на Фат е страната на Израел. Да се преведуваат и да се пуштат во медиумите, за да има простор народ да знае. И тука, кој е крајниот корисник на ваков тип на конфликт или ваков тип на јавно мислење во Македонија? Стварно не знам. Ова самиот се храни по себе и чека некој да го превземе, сега не можем да изразам. Македонскиот антисемитизам го чека својот Хитлер. Она е тоа што јас можам да го забележам по анализа на социјалните мрежи. Ова е буквално безочна и огромна омраза и пропаганда кон нешто за што се нема елементарни познавања. Значи, пак ќе кажам, како овој палестинците, лидерот на левица, палестинците се борат за нешто сосем друго од тоа што тој мисли дека се борат, и тој тоа ни го застапува овде како нивни стап. Тој го поддржува Хамас, терористичка организација која ги убива своите луѓе. Видите, се поради непознавање. За тоа и познавањето е многу битно. За тоа прво тука што го обвинуваме самите медиуми. Самите медиуми треба да гледат работите објективно. Тука луѓето не знаат што е антисемитизам. Значи, извинете, како се дозволам да кажам, земите, застанете било кој во улица и зборете со него. Јас сум направил муабетот со сите луѓе во Македонија. Знаете дека сите без исклучок, сите се имат голема солидарност со Палестина. Сите без исклучок имата голема воодушевањето од Израел, дека напредна земја, дека како Европа во Блиски Исток. 20.000 километри пустина имаат поголемо производство на земјоделски производи од нас, кои сме исто 20.000 километри, кај да фрлиш ки израсне нешто. Тоа говори за тоа колку сме ние за нигде. Ама зборувам... Во споредба со пустинава која има поише производство на земјоделие од нас, а е пустина. Ма зборувам за истиот човек што изразува тие две контрадикторните изјави во исто време. Од една страна е восхитен од Израел, од друга страна ги поддржува палестинци. Ги поддржува Палестина. И тоа е проблемот, јас ако кажувам дека тоа е проблемот од медиумите. Затоа што медиумите, они ги прават селективноста на таков тип на анализи што треба да биде пуштен тука за луѓето за да разберат. И сега, знаете, не можем да to blame, како не можем да обвинувам некој што стварно не знае. И сега он негов извор, тој што е навива сега за да оди таму да прави војна. Он од каде добива информацијата? Ако не превземат медиумските институции тука за да пренесат точно, да кажувам, без... Ама еве, јас се трудам да го направам тоа и Поло Лабуништа во коментари доле на Радио Лидер: вие сте сатанисти, вие работите за американците, вие прави тоа, прави тоа. Еве, ви кажам многу, искрено. Не можам вистината да им ја предочам на луѓето. Знаете зошто? Затоа што има прерасуди и имате повеќе акцент, например, за да потенцирате дека Израел, дека Хамас убива
civilians во Израел. Ако пробате да кажувате исто, без овој акцент, само да зборувате со бројките, да кажеме дека бројките не лажат, како ми сваќате, и сега они имат таа прерасуда дека Љупчо оди и зборува секогаш за ова и затоа ви коментират вака. И така го имам пробано да правам. Знаете кој е тогаш аргументот? На крај доаѓа дека тие луѓе не ги убива Хамас, тие луѓе ги убива Израел. И на крај кога и тоа ќе им го разбиете, на крај ви велат Израел го создаде Хамас за да го прави тоа. Значи, буквално се работи за всадена омраза. Да, ма за ова, ова пак ви кажам, значи Хамас е во корист да продолжува конфликтот. Значи, ти зборувам за најблиските 3 земји до Израел. Да, зборувам за Либан, за Сирија и за Египет. Либан, Сирија и Египет. Трите земји настраделе од ова што се случува. Зошто? Затоа што нивните земји, овие 3 земји, се имат земено најголем бегалци од Палестина кај нив дома. Кога има бегалци, кога има кауза, има донации, има пропаганда за солидарност, за симпатија. Значи има пари што ќе дојдат од надвор. Значи има како се вика, помош, има финансиски помош што помогна лидерите да продолжуваат. И сега, ако утре се решава проблемот таму, ако да кажеме, ако се седне лидерот на Хамас Исмаил Ханеја, што моментално слава во Катар, не е во Газа, он е во Катар сега. Ако денеска он е во Катар, не е во Газа. Ако седне со израелците и рековме ајде да правиме мир и да бидеме дел, да го послуша Заев. Заев кој бара диалог помеѓу Хамас и Израел во неговата Твитер порака. И да седнате да бидат дел. Знаете што ќе се случи? Нема да има помош од арапските земји веќе. Нема да има помош од луѓето што имат симпатија со каузата. И кога нема да има помош, кога ќе почне да просперира овој дел, ќе дојде некој нов Хамас. Така Хезбола ќе изгуби поддршка. Ама нема да дојде никој, затоа што нема да имат пари веќе, нема да имат помош и финансиски. Да, но арапските земји ќе најдат нов некој што ќе се вика, не знам, Хамас Акбар. Пример кажувам. Не, ама не, само сакав да ви кажам дека мирот тамо не одговара на никого. Ова што сакав да ви кажам. Не одговара на никого. Да. Ова е добар одговор, има даден од Кристофер Хиченс, кој го прашуваат зошто сега веќе покоен еден од најголемите интелектуалци кои сум ги читал и сум ги гледал и анализирал, британец, кој го прашуваат што ќе кажете вие за конфликтот во Израел и Палестина и зошто не престанува, тој вели во Иерусалим има 3 партии кои за себе велат дека се партии на Господ. Како може да очекувате тие луѓе да се договорат? Ова е длабоко верско прашање, вие во неколку наврати пробавте тоа да го објасните и ова говори за тоа колку, би рекол јас отворено, како атеист, сите религии се проблематични. Религија сама во себе не е проблематична. Религијата е многу убава. Само тргнете ја од политиката. И да. Пак и тоа е битното проблем. Тука предизвик и критика има и за Израел. Израел се уште ја нема доволно тргнато религијата од политиката. Ма и нито во Либан не тргната религијата од политиката. Нито во значи сите земји. Ова јас го кажав многу на повеќе на цел свет, било која земја што беше под Отоманска империја. За жал, ама пак кажувам под Отоманското тогашното, it's a failed state. Ако адоптира, ако превземе тој демократскиот стил на владењето. Не може да успева, затоа што беше религијата и вера беше една основна алатка за да се divide and conquer, како се вика, да ги раздели луѓето па да ги владе, за да можеш да ги владеш. И сите тие долги генерации, долги години што се пораснати по таков тип на менталитет, ова за да може да се промени, требат уште 20-30 години. Раби, ти не гледаш крај на се ова. Не, јас би сакал да има крај. Но едно е што би сакал, но друго е што гледаш. Но гледам дека нема да има крај, тоа што моментот кога ќе има крај нема да има пари. И кога нема да има пари,
таму нема да функционираат работите. И толку, значи, пак на Хамас треба луѓе да знаат дека денот кога се правише говорите на мир меѓу Палестина, меѓу Јасер Арафат и меѓу Израел, они направиле еден терористички напад во овој ден. И стајла Јасер Арафат во една од две точки. Мислам дека тогаш вие кажа. Значи, ако ти си одговорен на терористскиот напад, значи не може да имаме договор за мир. И ако вие не сте одговорни на овој терористскиот напад, тогаш вие немате контрола на палестинците. И ова што имат направено Хамас. Хамас има направено штета како организацијата и пак не зборувам за народот на Газа. Народот е стварно настраден. Навистина жално, да. Таму заложници се на оваа терористичка организација. Ама не само таму, туку целиот Блискиот Исток е заложен за нив, затоа што имат пуштено тунели, пренесуваат оружје, експлозиви, прават терористички напади, што може нашите да ги проверуваат на медиумите, да гледат колку има терористички напади во последните 5 години во секоја земја од Блискиот Исток и колку има вкупно број на жртвите што надминува многу поголемо од жртвите што ги има Израел. И ако се толку сакат, нека слободно, нека одат, нека прават нешто таму. Сега, прашањето ми е следно пред самиот крај. Вие сте од Блискиот Исток, доаѓате и сега веќе неколку години живеете во Скопје, живеете во Македонија. Која е сличноста и која е разликата? И сега, сличноста со Блискиот Исток и дека пак имаме Донер, имаме Дурум, имаме добра кујна арапска, турска во Скопје може да се најде. Да. Видите, ја мислам дека треба да се научи од грешките на другите. А ова што секој човек треба да го гледа, а не да научи од негов грешка или од негов джеб. Треба јас да бидам доволно паметен, да гледам што се случува таму, да пробавам во секој начин, без разлика на која страна поддржувам јас, да не правам истите грешки, затоа што тие се рефлектираат на тука и на еднината на нашите деца што живеат тука. И сега, ако гледам дека јас имам политички проблем тука, треба да размислувам, да земам, ајде дојдете што ова страна има направено грешки, што ова страна има направено добро, исто на другата страна што имат направено грешки, што имат направено добро, како се вика, да престанам да правам споредба на Македонија со Италија или со Германија, затоа што Македонија не можете да ја споредите со Италија и со Германија, не во однос на историја. Јас зборувам во сите фактори, аспекти кога гледате. Треба, знаете, на англиски кажуваат, кога треба да споредуваш јаболка со јаболка. Не може да споредуваш јаболка со банана. Со кого ние треба да се споредуваме? Треба да се споредувате со земји што исполнуваат истите критериумите, што исполнуваат истите услови во кои живеете тука. Значи, вие, Македонија е земја каде има мултиетникум што живее во Македонија. Тогаш јас ако треба да се споредам со земји што имат мултиетникум групи, како Израел и како Либан. Јас сум во земја landlocked, што немам пристап до море. Јас треба да се споредувам со, например, Словакија. Не можам да се споредам со Италија, затоа што Италија има море на двете страни. Економијата е различна, менталитетот е различен. Да, во Словачка е како се вика, се моноетничка земја, најголем дел од луѓето се словаци. Во ред, и затоа се зема повеќе од еден пример. И си става сето тоа. Ние ем сме мултиетнички, ем немаме море. Сериозен проблем имаме на вистина. И ја мислам дека и големиот проблем... Ова анализа прв пат ми паѓа на памет. Мултиетничка земја без море. Мултиетничка земја без море, тоа е опасно, затоа што сите земји што се на море се повеќе отворени, се повеќе имат размена на култури, на други туризам, на било што. Нешто Македонија прекрасно е во однос на туризам и на сето тоа, но сакав да кажувам дека ако јас сакам да се напредувам, треба да земам еден лош пример, да земам еден добар пример, да градам некоја пак да кажам доктрина своја, затоа што сакате Македонија како своја земја? Да. Јас сакам, ако тука
пијам и јадам и се дружам со луѓето, тогаш Македонија ја сакам, не можам, ја по тип на човек не можам да бидам лицемер, да сакам Последно прашање. Мислите ли дека Христијан Мицкоски ќе изгуби или ќе добие со она што даде јавна поддршка на Израел во неговиот на неговиот Facebook профил кој е упати на македонски и на англиски јазик? Ќе доби поддршка од што? Општо, како политичар, дали ќе добие политички поени или ќе изгуби политички поени? Дали некој во Македонија ќе го мрази поради тоа што го поддржал Израел или можеби пак ќе добие меѓународна поддршка затоа што го поддржал Израел? Видите, можеби дека сум странец, дека македонскиот јазик не ми е матичен јазик, но искрено не гледам никаква врска меѓу пораката што од господин Мицоски и од господин Заев. Значи, јас не можам да ја разбирам разликата во двете пораки. Ви кажам многу. Ја разбирам. Заев во смисла дека двете изјави за мене се осудуваме насилството ама и не можат да дават поинаков тип на изјави. Не можете. И не може не за личности. Јас зборувам, не може никој да дојде да дава изјава дали јас поддржувам или не поддржувам ова, затоа што кога сте политичар и треба да размислуваш што се импактот на изјавите што ги даваш на вашите луѓе што ви следат или ви поддржуват. Раби, ти благодарам многу за твоето гостување. Добре дојден гостин си во иднина за да направиме некоја нова анализа на некое слично вакво прашање. Благодарам, фала ви многу. Почитувани гледачи и почитувани слушатели на Лидер FM, пред неколку дена беше Рамазан, празник на нашите сограѓани муслимани, и во овој момент и во оваа емисија им честитам. Ние не сме исламофоби, сосем спротивно, ние го почитуваме правото, ја почитуваме оваа религија, а исламот е прекрасна религија и религија која има своји добри и своји лоши елементи, исто како и православието и католицизмот, односно христијанската вера и како еврејската вера. Сите три религии доаѓаат од едно исто место, тоа место се вика Блискиот Исток. Потоа како чума се имаат расширено на целиот свет, а ние еве до ден денес, 17.5.2021 година, се убиваме поради нив. Нека биде ова една лекција дека омразата не смее да биде во вашите срца, но нека биде и лекција дека вистината секогаш има повеќе димензии. Датумот веќе го кажав, јас сум Љупчо Златев, ова е Радио Лидер. Утринава за техничката реализација се грижат Горан Лазаровски, Јане Јанков и Предраг Пандилов. Останете со 107,4, следува Радио Подиумот, а потоа нормално читајте lider.mk каде и да сте, затоа што навремено ви информираме за се што се случува овде, но и за се што се случува во светот.